Стигнаа првите 17 лесни оклопни возила наречени страјкери, а до средината на летото треба да пристигнат вкупно 42 кои се дел од набавката на воени возила од Соединетите Американски држави. Станува збор за возила кои даваат исклучителна мобилност со оглед на тоа што може да соберат една единица од 11 војници и да развијат максимална брзина до 100 км на час. Министерот за одбрана Владо Мисајловски рече дека набавката на страјкерите се најкрупната инвестиција и дека земјава прави се што е потребно да имаме модерна војска со многу опрема. Она што го бара НАТО од нас е да вложуваме преку 20% во модернизација, ние го правиме тоа уште повеќе, преку 32% во нашиот буџет се директно за модернизација. Следат уште многу проекти, бидејќи во изминатиот период заедно со нашите пријатели од САД направивме повеќе договори влада со влада, најголем дел помина во собранието. Очекуваме следниот период за дополнителни наоружувања, дополнителна опрема, беспилотни летала, опрема за специјалните единици и многу проекти. Заменик шефот на мисијата на амбасадата на САД во земјава Никол Барнс рече дека Македонија како НАТО сојузник прави се за модернизација на армијата. North Macedonia takes a real and visible step forward in modernizing in armed forces and strengthening its place in the NATO alliance. These strikers are more than just new vehicles in their inventory. They are a tangible sign of our partnership and a clear expression of our shared commitment to defend our countries, our alliance, and the values we all stand for. Покрај набавката на страјкерите, дополнително во тек е уште еден проект кој се реализира со Соединетите Американски држави, наречен Клиса, со кој се реставрираат старите и оштетени возила кои биле чувани во депоата. За сега набавени се резервни делови и опрема за да се оспособат и овие возила.